Добре дојдовте на каналот Енигма. Да ви се представам, јас сум Елизабета Петковска, дипломиран професор по филозофија. Инспирирана од реченицата која многу пати сме ја слушнале и која гласи "Човек учи додека е жив", би сакала да укажам на некои мои размислувања со кои можеби и некој од вас ке потикнам да се заинтересираат за оваа тема. Па да почнеме. Значи, човек учи додека е жив. Почнуваме да учиме од самото раѓање, во текот на нашиот почетен раст и развој, но сме заборавиле. Во нашата меморија остава трага учењето во училиште и подоцнежното, она на факултет. Но под поимот учење се подразбира целокупното знаење што го стекнуваме и надвор од образовните институции. Учиме од нашите родители или старатели, од нашите роднини, блиски пријатели, од сите книги што сме ги прочителе, од медиумите, радио, телевизија, интернет. Учиме од уметноста, преку музиката или некое нацртано или извајано уметничко дело. Учиме од поговорките, учиме од разговори, учиме од дружби, учиме од спортот, учиме од сите убави или лоши моменти во нашиот живот. Учиме од сите искушенија што ни застанале на патот. Целиот живот е учење. Кога ќе го сумираме сето ова, ќе забележиме дека всушност целиот живот учиме сами. Гледаме, наблюдуваме, слушаме. Колку ќе научиме од сето тоа, зависи од степенот на нашиот интерес и фокус. Учењето ќе стане научено во зависност од нашата желба нешто да научиме. Тоа што е научено станува знаење. Само кога човекот сака, може да научи од тоа што го учи. Желбата е таа моќ за стекнување на знаење. Со сила никого не можете да научите. Ми се допаѓа мислата на античкиот филозоф Сократ, кој што рекол: најдобриот учител е оној кој ти кажува каде да гледаш, но не ти кажува во што да гледаш. Имено, најдобриот учител е оној кој потикнува радозналост кај нас, кој потикнува желба. Нешто ќе научиме, кога тоа ќе го посакаме како потреба, без која не би можеле да живееме на овој свет. Во животот имаме многу учители. Сите тие ни покажуваат некој правец, каде да гледаме, но наше изборот кој правец ќе го одбереме и на што ќе се фокусираме. Се разбира, ќе го одбереме тоа што ни е интересно, забавно, не тера на размислување и не прави задоволни и срекни. Самостојното учење е исто така еден покажан правец, но на нас останува да одбереме во што ќе гледаме. Нашите чувства, нашите емоции ќе ни покажат дали гледаме во вистинскиот правец. Ако чувствуваме среќа и ентузијазам, тогаш да продолжиме. Ако одговорот е не, да се свртиме на друга страна. Затоа ќе повторам, со сила не може ништо да се научи. Само оној кој сака може да разбере од тоа што го учи. Оној што не сака, нема да разбере. Впрочем, секој има свој избор. Ви благодарам на вниманието и не заборавајте да го заследите каналот Енигма, на кој што ќе се обработуваат слични теми на ова. Поздрав!